ФИП е крајната фаза на еден многу чест вирус кај мачките кој што е од фамилијата на коронавируси. Тој вирус постои од секогаш мачките го имале. Последнава година има зголемен број на позитивни мачки влезени веќе во влажната фаза на болеста, а последниве 6 месеци тоа најмногу се интензивираше и предпоставката е дека е поради растот на пансиони за чување мачки, на груминг салони за кои што третираат и мачки и кучиња. Симптомите на коронавирусот и веќе на ФИП не се класични. Тоа е главниот проблем. Значи, на почетокот го гледаме како интермитент диареја, која што ќе излечиме овие 3 дена, за недела дена ќе се појави пак за 2 недели пак ќе повраќа. Јаде убаво, ма слабе. Обични настинки кои што им се случуваат на мачките не може да се излечат целосно, затоа што самиот коронавирус го држи телото како заложник и не му дава простор да оздрави. Сакам да апелирам самите сопственици на животни да бидат присутни со ветеринарот кога се прават испитувања или вакцинирање на нивните миленици. Сега конкретно за оваа болест нема вакцина, така да не може да се вакцинира, ама да бидат присутни кога се прави тестирањето, затоа што извештај од корона тест може да дадам за било кого, па да се префрли на друго маче и видите негативно. Така не правиме услуга на никого. Дали тоа ќе биде со помош од општина, пошто некој мора нели секако да го плати тоа, секако сите ветеринарни амбуланти даваат попуст кога е за улична мачка, ама мора да се прави. Ако веќе се справуваме со мачките и нивниот број како со кучињата, да направи соодветни услови за тоа. Значи или тој објект лајка да функционира за двете страни, или да се изгради уште еден. Да, мачките може да се научат да живеат само внатре, ако не им е дадена можноста да видат колку е забавно надвор. А забавното надвор некогаш знае да биде и фатално.